Вести на Слободна ТВ. Продолжува комисиската расправа за состојбите во енергетиката. Владата одобри 1,1 милиарди денари средства на ЕСМ за непречено снабдување со топлинска енергија на Скопје. Овие средства за ЕСМ се за набавка на енергенси, ликвидно работење и континуирано снабдување со топлинска енергија на потрошувачите на град Скопје во текот на предстојната грејна сезона. Владата вели дека има јасен план за справување со енергетската криза преку ставање во функција на сите енергетски капацитети, ослободување на блок 3 во рек Битола и ставање во функција на ТЕЦ Осломеј. Од вчера во функција е ставен првиот котел на ТЕЦ Неготино со производство на електрична енергија со моќност од 60 мегавати, а тимови на експерти веќе работат на пуштање на вториот котел. Во меѓувреме денеска 6-ти ден продолжува дебатата во Собраниската комисија за одбрана и безбедност за предлог одлуките за продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на државата заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите со електрична енергија, како и постоење на кризна состојба на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојба на пазарот на топлинска енергија. По завршувањето на расправата во матичната Собраниска комисија, пратениците на пленарна седница ќе треба да гласаат за продолжување за уште половина година на кризна состојба во енергетиката, што е во сила со одлуката на владата од 1 септември. Проруските власти во 3 украински региони прогласија победа на илегалниот референдум за присоединување со Русија. Москва организираше референдуми во 4 окупирани региони, што Украина, Западот и Обединетите нации не ги признаваат, бидејќи не се во согласност со меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. Локалното гласачко тело во јужниот регион Запорожје објави дека 93,11% од гласачите се одлучиле за руска анексија по пребројувањето на сите гласачки ливчиња. Во Херсон властите објавија дека 87% од гласачите решиле да се приклучат на Русија, додека во источниот регион Луганск, што е под контрола на проруските сепаратисти, 98% од гласачите се изјасниле за присоединување кон Русија. Русија организираше референдуми во 4 украински региони: Запорожје, Херсон, Луганск и Водонецк. Истекувањето на газ од данскиот остров во Балтичкото море се смета за намерно дејствие, соопшти данската влада. Сепак и Копенхаген, како и останатите западни сојузници, засега ја отфрлаат можноста дека се работи за руски напад врз гасоводот, бидејќи тој се случил во меѓународните води кои се тешко достапни за руските саботери. Експлозија го потресува Балтичкото море пред да биде откриено необично истекување на 2 гасоводи што минуваат под вода од Русија кон Германија. Некои европски лидери и експерти укажуваат на можна саботажа за време на енергетскиот конфликт со Русија, предизвикана од војната во Украина. Председателот на Украина Володимир Зеленски ги осуди референдумите на проруските власти во 4 украински региони, нарекувајќи ги фарса. Тој додаде дека Украина ќе го брани својот народ, кој се уште живее под окупација во регионите Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон и во делови од регионот Харков. Русија преку овие референдуми се обидува да го повтори плебисцитот на Кримскиот полуостров од 2014 година за да присвои уште територија од Украина. САД засега немаат забележано промени на состојбата на нуклеарните сили на Русија, што би предизвикало промени на состојбата на американските нуклеарни сили, соопшти Пентагон. И покрај се, според гласноговорникот на Пентагон, САД ги примаат мощне сериозно нуклеарните закани од Русија, додавајќи дека остануваат да бидат фокусирани на помагањето на украинската страна во борбата против руската агресија. Во повеќе украински градови денеска продолжуваат судирите меѓу демонстрантите и полицијата поради смртта на Макса Амини. И покрај тоа што голем број демонстранти се убиени и полицијата употребува боева амуниција и солзавец, видеата објавени на социјалните мрежи покажуваат како демонстранти повикуваат на паѓање на клерската власт. Демонстрантите извикуваат смрт за диктаторот и жена, живот, слобода, а жените ги палат марамите и ги сечат косите.
Повеќе од 300 ирански христијани подпишаа подршка за протестите што се одржуваат низ целата земја. Иранските власти го блокираа пристапот до интернет во неколку провинции за да ги ограничат демонстрантите да објавуваат видеа на социјалните мрежи. Во протестите што траат 11 дена загинаа најмалку 41 лице, а околу 900 се повредени. Иранските власти формираа специјален суд за учесниците на протестите. Амини, девојка од иранската провинција Курдистан, падна во кома и почина откако минатата недела беше уапсена од моралната полиција за непочитување на правилата за носење на хиџаб. Ги гледавте најновите вести на Слободна ТВ.